Во интерес на вистината, објаснувам за правилно и објективно информирање на граѓаните дека прво ние како Гром сме со еден дел учесници во власта, значи неа имаме идентификацијата на функционери на власта. Второ, функционерите од типот на советници на Советот на општината се со една почесна функција, значи не е тоа карактер на функционер на власта. И што е најбитно, она што е нападот со невистина, а тоа е стекнувањето на имот, се однесува за стан во Скопје, кое што е точно, на име на Божанка Минова, со вредност 120.000 евра, кој што е стекнат пред 2 години од преземањето на функцијата советник на истата. Истиот е купен како фамилиарен имот по основ на учество, кој што е стандардно за инвеститорите кои што продаваат стамбени простори, и стекнувањето е направено по основ на задолжување со кредит, кој што за информација се однесува со важење за исплата до 2027 година. Повикувањето од страна на Ѓорџиев да антикорупцијска комисија ги испита имотите, меѓу другите и на представникот на Гром, нема потреба, затоа што имотот на фамилија Минови, што значи и на Божанка Минови, е целосно испитан по барање од антикорупцијска од Управа за јавни приходи, и тоа исто така пред 3 години, 2011 година, кога што целокупниот имот, вклучително и станот, се работи за еден стан, е утврдено дека е законски и дека нема злоупотреба, односно нема никакви корумптивни основи за стекнување на истиот. Сега во одговор пак до господинот Ѓорџиев, сакам да го повикам јавно да се изјасне, ако истиот, бидејќи се работи за стекнат имот, проверен од надлежните органи со докази и факти како законитост, ако истиот има докази за одредени незаконитости или за корумптивни действија во стекнувањето на истиот, ако е во политичка смисла маш, а јас знам дека не е, да испадне пред јавноста и да ги изнесе тие докази, при што ќе имаме основа да се докажуваме во постапка пред други надлежни органи. Инаку лично мислам дека оваквата негативна кампања и на господинот Ѓорџиев и на Социјалдемократскиот сојуз ги охрабрувам и понатаму да ја продолжат, без конкретни решенија на надминување на појавата на осиромашување на граѓанството, без конкретни решенија по ниту една актуелна проблематика во однос на интересите и засегнатостите што ги има граѓанството од општина Кавадарци, посебно во делот на земјоделието и откупот на грозјето. И оваквите негативни кампањи, оваквите играња со чувствата на незадоволство и револт на луѓето, а со необјективни, невистините и лажни напади, мислам дека се еден голем факт кој што препознатлив за граѓаните на општина Кавадарци, кои што треба на идните парламентарни избори и на идните било кои други избори да го идентификуваат од страна на сеачот на оваква негативна кампања, сеачот на овакви невистини и
Желбата која што има Социјалдемократскиот сојуз да преку оваква форма дојде на власт, мислам дека ќе биде погубна за истиот, дека ќе придонесе, а и ја лично за тоа ќе изразам борбеност и придонес да граѓаните ги ја дадат довербата на луѓето кои се способни, а не што читаат, како господинот Ѓорѓиев, по налог на одредени напади и невистини, него кои што се и кредибилни и кои што се со искуственост и решенија за навистина подобрување на вкупната состојба во нашата општина и република, а и во надминувањето на сиромаштијата.